Ти како архитект, според тебе, кој е твојот личен став за тоа колку младите во нашата земја имаат простор да се изразат преку работата, од аспект на тоа колку они самите се волни да го направат тоа, а од другата страна колку државата им го остава просторот за истото? Ситуацијата во државата генерално за сите млади луѓе не е баш на завидно ниво, така да тоа се случува исто и со младите архитекти. Онаа апатија која што се случува на општествено ниво апсолутно влијае, а влијае и на тоа дека луѓето губат енергија, желба и сила да делуваат на некаков начин. Ако сакаме да направиме некакви промени, мораме да делуваме колективно, а сепак индивидуалното е нешто кое што ни представува па некаков поголем предизвик. Но ние како асоциација на архитекти броиме околу 300-400 членови, да речеме, сепак многу се малку бројни младите архитекти, да речеме дека јас сум најмлад член на управниот одбор и од мојата генерација, да речеме дека нема ни 3%. Меѓутоа, еве, ова нека биде прилика да ги поканам сите млади архитекти да станат членови од асоциација и заедно да делуваме во различни домени, секој во своите интереси, заради тоа што само така ќе можеме да направиме некаков поголем исчекор. Рековте дека како асоциација соработувате со институциите. Колкава е таа соработка? Колку институциите ви оставаат простори, ве консултираат за одредени решенија и колку на крајот од денот тие навистина се спроведуваат? Види, за одредени работи, мислам, сега више сме многу, ајде да не бидам песимист, нели? Меѓутоа сега со самото тоа што не консултираат на некаков начин и бараат некакво наше мислење, ние сме срекни за разлика од она што претходно се случуваше, каде што многу тешко успевавме да дојдеме до било каков диалог. Сметам дека може многу да се работи на она што значи бенефитите од таа взаемна комуникација да излезат на виделина, а да не биде тоа останато само на една проформа во поглед на комуникацијата. А ако веќе се создаваат некакви комисии како посебни тела во склоп на министерства и општини, дајте тие вистински она што ќе го направат да се имплементира, а не да се дискредитираат од власта повторно со непочитување на нивните одлуки за кои што првично биле создадени. Системски е проблемот. Многу работи влијаат на истото. Од тука би сакал да се префрлам на една тема која што е блиска до нас, а тоа е корупцијата. Јасно е дека таа е длабоко вкоренета во нашиот систем, а резултира со еден голем замав на урбана мафија, на целосно нарушување на како ни изгледот на градот, така и на целата инфраструктура. Па сега ти како архитект, според тебе, кои мислиш дека се главните ефекти од истото кои што се одразуваат на архитектурата и како би можеле да делуваме на истото низ призма на архитектурата? Кога го спомнеме урбана мафија, тоа делува многу мистериозно, дека си тоа луѓе некои нешто прават. Не, урбаната мафија не постои како таков термин. Тоа се институциите, тоа се инвеститорите, тоа се сите тие луѓе кои што делуваат во изградба на еден град. Паралелно е. Ако сакаме да ја намалиме таа корупција во сите системи, мораме да почнеме да сносиме одговорност. Општо, во било која сфера, особено во архитектурата и урбаното планирање. Ајде да видиме, ако нешто претходно се направило како што не треба, дајте да видиме кој е одговорен за тоа, за да можеме да кажеме ова вака, од сега па натака, не може да оди. Кога веќе ги спомна приватните инвеститори, пред малку и разговаравме за тоа, колку они влијаат на проблемот со архитектите во Македонија, поточно на квалитетот на архитектите, мислејќи на самото го спомна моментот дека они самите си имаат своји проектанти, архитектите понатака не може да. Да, генерално кој гради во моментов. Значи до пред некое време најмногу градеше државата, така, тоа веќе е во некаков процес на стабилизирање и останатите се големите луѓето кои што се многу моќни, кои што најголемиот дел од нив имаат сопствени градежни фирми, во склоп на нивните градежни фирми имаат проектантски оддели кои што се нели со двајца или тројца луѓе кои што сепак повторно таму не доаѓа до израз креативноста и вистинските знаења на она што на вистина треба да биде архитектура. Архитектурата не е само изградениот дел, слобовите и ѕидовите, не е ни само фасадата.
повторно, ние треба да понудиме еден поквалитетен живот, директно влијаеме на животите на луѓето и како се одвива животот во еден стан, паралелно наспроти животот во еден град. Така да тие луѓе кои што работат како млади луѓе земаат минимални плати и нивната работа е во служба на градбата, на градежништвото, не е во служба на самата архитектура како професија.